Во организација на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари од утре 4 до 7 мај ќе се одржи 10-то издание на меѓународниот фолклорен етно фестивал Ѓурѓовденски обичаи и песни Јора. По тој повод претседателот на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари Александар Тошев одржа пресконференција на која ја презентираше програмата за овогодишниот фестивал. Од 4 до 7 мај оваа година ќе се одржат 10-тите поред традиционални ѓурѓовденски обичаи и песни Јора во Зрновци и во Оризари. Значи ќе се одржат два фолклорни концерти на 5 мај во Зрновци и на 6 мај во Оризари. На 5 мај учество ќе земаат нашите пријатели од Биела, Херцег Нови, нашите пријатели од Босна и Херцеговина, од Бугарија, од Словенија, Китка и Стибање, игрорна група од Подареш и од Сушево. Значи, активностите ќе започнат во 14:30 часот со фолклорно дефиле низ улиците на општина Зрновци, потоа во 15:30 следува традиционални ѓурѓовденски игри во етнопаркот во Зрновци и во 16 часот ќе започне традиционалниот ѓурѓовденски концерт во етнопаркот во Зрновци. По завршување на самиот концерт ќе следува дегустација на традиционални јадења. Спомнам дека на настап ќе имат и нашите пријатели од Благоевград, од Пиринче во Зрновци. Централниот настан е во сабота, кога во Оризари ќе се одржат неколку традиционални обичаи, фолклорни концерти на сите учесници на фестивалот со кој ќе се освежи традицијата за големиот празник Ѓурѓовден. Програмата продолжува и во сабота, каде што учество ќе земаат нашите пријатели од Србија, Кут Медвеша од село Медвеша Трстеник, фолклорен ансамбл Биела од Херцег Нови, Босна Арт од Босна и Херцеговина, нашите пријатели од Словенија, Вера Јоцик од Македонска каменица и ансамбл Керамичар од Велест. Тука во Оризари ќе започнат активностите во 14:30 часот со дефиле низ улиците на Оризари, во 15:30 следува традиционалните ѓурѓовденски игри, а во 16 часот следува фолклорниот концерт, проследен со песни Јора и на традиционален начин ќе биде прикажано сукање на зелник и биење на млеко и правење на матеница. По завршување на самиот концерт ќе следува традиционална дегустација на јадења. Проектот е финансиран од Министерството за култура, Општина Кочани, Општина Зрновци, како и од бизнис секторот, а целта е да се зачува битот и традицијата и да се афирмира традицијата и обичаите во Осоговскиот регион.